Денеска првото утринско кафе го пиеме со доктор Мартина Амбарџиева, која што е специјалист по уролошка хирургија. Имено доктор Амбарџиева, освен во медицинската пракса во Македонското уролошко здружение, таа е вклучена активно во организирањето на бројни едукативни и професионални настани, како и работилници, конгреси и јавноздравствени кампањи. Во продолжение ќе слушнеме нешто повеќе за тоа како изгледаат нејзините утрински ритуали, но воедно и колкава е свеста на нашиот народ да се оди редовно на прегледи, иако немаат проблеми, се разбира нешто повеќе за самите предизвици со кои се соочува во нејзината професија. Да и посакаме добро утро. Добро утро и добро ве најдов. Доктор Мартина, како изгледа едно ваше вообичаено утро? Дали можеби го започнувате со утренско кафе? Секогаш со кафе, меѓутоа оставам кафето да го пијам на работа со колегите, така да дома го прескокнувам и секогаш би сакала повеќе да пијам кафе во друштво, отколку да пијам сама, така да ова е на некој начин дел од моето секојдневие. Дали можеби и тоа значи дека имате претежно зафатени утра со работни обврски? Обично секоја работна обврска ни започнува со стручен состанок на кој што присуствуваме сите колеги, така да малце поофицијално кафето на некој начин, меѓутоа сепак нели се реферира претходниот ден, се реферира дежурството, се прифаќаат пациентите, па правиме визита, па потоа правиме уште едно кратко кафе брифинг после визита и ни почнуваат работните обврски со амбуланта, зависна сала, операции, следење на пациентите, дискусија за пациенти и така. Верувам за многумина денот не може да започне без кафе и не можеме да започнеме со работниот ден. Во однос на вашата професија, имено што ве привлече кон оваа гранка на медицината? Урологијата е една многу интересна гранка. Зошто? Затоа што представува според мене хируршка гранка. Хируршките гранки имаат многу адреналин, а јас сум точно таков тип. Меѓутоа има еден баланс помеѓу таа амбулантска медицина, затоа што има еден дел кој што малку е посмирен, меѓутоа има и дел кој што има премногу адреналин. Исто така, сите хируршки гранки во кои спаѓа и урологијата, значи тука гледаме директен ефект од тоа што сакаме да постигнеме со пациентот. Значи пациент со едно бубрежно камче, кој што знае и тоа како да представува голем проблем, меѓутоа со одредена терапија, некогаш и со помош на хируршки техники, знаеме да го ослободиме пациентот и да биде следниот ден здрав. Така да ја навистина се пронаоѓам во мојата професија, навистина сакам да им помагам на пациентите и особено се радувам кога ќе видам позитивен исход кај мојот пациент. Кои се оние главни предизвици со кои се соочувате во вашата професија? Вообичаено, значи во Македонија ние следиме еден терк кој што го следи светот. Ние работиме према европски стандарди, користиме европски гайдлайнси, така да секој пациент е следен на начин на кој што постапува светот со пациенти. Меѓутоа, кога се работи за одредена технологија, малку нешто ние закаснуваме со таа технологија, така да секојдневно ние се соочуваме со предизвици за да донесеме нешто ново, да направиме нешто ново за пациентите, да воведеме некоја нова технологија, се со цел подобро лечење на пациентите и се со цел да бидат пациентите секако задоволни и здрави. Активно сте вклучени во многу научни истражувања, особено во областа на уролошката онкологија. Како ги усогласувате овие професионални улоги? Знаете како, пациентите представуваат инспирација. Се тоа се прави за да се помогне на пациентот. Значи, за да се науката јас ја доживувам како начин на кој што ја постојано се едуцирам, меѓутоа и се трудам да откријам нешто ново, конкретно во моите истражувања вклучуваме генски истражувања со кои што ние ќе работиме на превенција, со кои што ќе подобруваме одредени техники, одреден начин и како ние ќе имаме индивидуален пристап за еден пациент. Така да јас сметам дека не е само применување на тоа што сме го научиле додека да почнеме да станеме уролози или хирурзи или доктори или било како. Таа медицинска постојано надоградување, постојана едукација, постојана наука и како предонесува за подобрување на пациентите. Така да кај мене пациентите представуваат инспирација и кога знам дека тоа е едно нешто што го работам од страна на научен аспект, знае да донесе бенефит кај пациентите, представува огромна инспирација. Како ја гледате иднината на медицинската едукација во Македонија? Имаме надежни млади, имаме млади кои што сакаат да учат, имаме млади кои што сакаат да посетуваат едукација во странство, кои што бараат
особено во хирургијата, кои што бараат да учествуваат во операции, кои што знаат да пишуваат трудови, кои што знаат да го произнесат своето барање, и тоа особено ме радува. Така да исто така имаме и ментори кои што сакаат да едуцираат, значи професори кои што навистина се вложуваат во однос на менторството на својот кандидат. Така да тука е една меѓусебна соработка. Потребно е младите да барат, а повозрастните да дават. Како ја оценувате информираноста на јавноста за сите оние уролошки проблеми? Ние сме држава, нели, на Балканот, кој што не е баш така пријатно. Ја немаме таа некоја медицинска култура за да се оди на преглед доколку немаме проблем. Така да се уште останува моментот прво да се појави болка, прво да се појави проблем, па потоа да се отиде на доктор. Меѓутоа, затоа и нели учествувам во многу голем број на организации во однос на уролошкото европското здружение, во кој што ние правиме некои кампањи кои што ги поттикнуваме пациентите пред да станат пациенти да дојдат на доктор. И мислам дека има подобрување во однос на претходните години. Сега веќе и помладите нели мажи доаѓаат на преглед. Порано обично урологијата била некако гранка како за повозрастните, нели повозрастните во подмината возраст и мажи и жени, нели секако. Сега веќе се случува да дојде пациент и да рече јас дојдов да се проверам на некој начин, да се прегледам. Така да тоа е убаво да се слушне, навистина, да. Како да се зголеми уште повеќе свеста според вас за редовно доаѓање на прегледи? Баш како што спомнав, значи со тие некои телевизиски кампањи, особено еве медиумите како вас знаат многу да придонесат. Исто така социјалните мрежи многу придонесуваат, исто така секојдневната комуникација, нели генерацијски, кога во едно друштво еден млад маж ќе каже дека посетил уролог токму заради нели рутински преглед или заради некаков скрининг, тоа знае да се прошири. Исто така нели флаери, тие методи на не знам, на одржување на конференции, одржување на дебати, одржување на трибини, се тоа знае да придонесе да подобрување на здравствената култура во нашето општество. Напоменавме во текот на разговорот, учествувате на многу обуки, меѓународни конгреси, симпозиуми. Кои се вашите следни професионални цели? Моментално, тоа што би сакала нели да се усовршуваме минимално инвазивна хирургија, така да во тој правец сум почнала и претходно. Тие курсеви и едукации сум ги насочила во однос на минимално инвазивна хирургија, тука спаѓаат лапароскопијата и ендоскопијата, така да планирам таму да се вложам и исто така нели да работам на повеќе научни истражувања. Ви благодарам многу за одвоеното време и за првото утренско испиено кафе заедно со вас. Благодарам многу, беше мило што гостував и што испив едно утренско кафе со вас.